Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е емисијата 15 минути со, а моја вечерашна гостинка е младата пијанистка од Струмица Ивана Мазнегова. Со неја имаме многу што да зборуваме, затоа што изминатиот период беше навистина интензивен за неја со многу настапи. Ивана, добра вечер. Добре дојде во 15 минути со. Добро вечер. Ви благодарам за иницијативата. Првен сакам да ги поздравам слушателите на вашата емисија. Ви благодарам многу. Како што најавив во самата најава на емисијата, имаше навистина интензивен период, имаше многу настапи. Може ли да наброиме каде се настапуваше изминативе месеци и на кои места? Почнувајќи од септември, реализиравме 3 циклуси. Првиот циклус беше концерт на електроакустична музика во соработка со македонска композиторка, која напише 16 композиции за пијано и фиксен медиум. На концертот настапувавме јас и мојата сестра Ана Мазнегова. Вториот циклус беше 5 концерти со дела од белгиско-францускиот композитор Цезар Франк. Тие концерти се реализираа во 5 градови во Македонија, во Струмица, Кавадарци, Кочани, Куманово и Тетово. Третиот проект беше меѓународен. Одржав концерт во Тирана, во факултетот за музичка уметност. И беше ли напорно, бидејќи станува збореве, барем мислам за 2 различни програми кои што ги свираш или 3? Колку програми беа? 2 програми. 2 програми. Напорно ли беше да се подготвуваат со оглед дека можеби и паралелно си работела? Да, ги работев паралелно. Беше интензивно, но не беше напорно. Да, ти ја сакаш музиката и навлезена си во тој свет едноставно. Уживаш ли кога вежбаш? Уживам кога вежбам, тоа најмногу го сакам. И кога некогаш ги, додека се подготвува некоја програма, има ли моменти да речеме некој дел ти е потешко да го совладаш, те фрустрира или едноставно се мотивираш за да го направиш тоа онака како што треба да звучи? Има композиции кои се потешки, има моменти кога не можам така лесно да ги навежбам, но не се фрустрирам воопшто, само поинтензивно ги вежбам и тоа ми е мотивација. Колку часа на ден е потребно да се вежба кога се подготвува некоја програма, а колку кога си, да речеме вака, во некое секојдневие, кога треба да вежбаш и да одржуваш својата музичка кондиција, но немаш некој проект кој што е зад врата, да речеме? Во принцип, пред настап вежбам повеќе, но не повеќе од 4 часа во денот. А така, кога немам планови за блиската иднина, вежбам и по 2-3. Так. И тоа ти е задоволство, ги распоредуваш ли или знаеш да врзиш 2 часа да вежбаш или си правиш наутро, па попладне, па околу ручек? Зависи како сум расположена, зависи од денот. Тоа е навистина интересно. Ние често пати разговараме со уметниците, нели? И секој има различно темпо на вежбање. Да. И секогаш е интересно ова прашање да ги прашаме затоа што навистина е различно кај секој од музичарите. Голем дел од овие настапи беа поддржани од Министерството за култура. Колку е важно за еден млад уметник, музичар како тебе, да биде поддржан, да биде препознаен од државата, за да може да се презентира и да напредува во својата работа? Сите настапи оваа година беа поддржани од Министерството, почнувајќи од најпрвите. Јас имав 4 концерти во јуни, во 4 градови во Македонија, во кои изведував сонати, почнувајќи од раната барокна соната до доцната романтична соната. Поддршката од Министерството е многу важна, бидејќи со тоа укажува дека тие се грижат за нас младите кои вложуваме во иднината. Одлично. Го спомнавме концертот во Тирана. Тоа е единствениот од овој циклус на концерти кој што беше интернационален. Се издвоили по нешто? Што беше специфично? По тоа што публиката беше многу воодушевена, добив многу комплименти. Уште на првата проба добив покана за гостување идната година од организаторот.
се прими добро. Рече дека едниот концерти мислам, едната програма беше од француско-белгискиот композитор. Зошто токму таа програма не е многу позната, особено помеѓу широката публика, не зборувам за светот на музичарите, меѓутоа, што беше тоа што те привлече да ја издвои токму оваа програма? Најпрви, овој композитор е светски познат, но овде не е многу изведуван и не е познат помеѓу публиката. Целта беше да се обележи 200 годишнината од раѓањето на композиторот. Тој бил многу инспириран од Бах, кој компонира дела посветени на Бог. И исто и Франк во композициите го употребува бројот 3, како тројни циклуси, трителни форми, три теми и слично. И ја го искажува совршенството на Господ, на религијата, употребува фрази како диес ираe, фрази на смртта, трансценденција на душата и така натаму. Кога зборувавме пред емисијата, мислев дека си трета година, затоа што знаев дека ги помина 8 и 9 одделение во една година, но сега ти ме исправи и рече дека си четврта година, всушност и прва и втора ги седе заедно. Сметам дека ова е многу сериозен зафат. Ти беше ли напорно? Како успеа да се справиш со концерти, со надпревари во овие периоди и со толку многу за учење? Беше напорно да се следи училишната настава и да се извршуваат сите обврски, но исто така беше напорно и да се спремат концертите, да се истражува, да се вежба. Но едното без друго не функционира. Училиштето е многу важно за личноста, а без настапи не може да се пробие еден пианист. Те поддржуваат ли професорите? Очигледно се запознаени со она што го правиш, дека си навистина насочена, посветена на музиката. Имаше ли посебна поддршка, мотивација од професорите и во основното и во средното училиште? Имав многу поддршка од професорите и во основното и во средното училиште, а особено во средното училиште. Како падна одлуката да се продолжи средното образование во Штип? Размислуваше ли, имаше ли некои дилеми, можеби во Скопје? Зошто токму еве овде? Да, размислувавме и ова училиште ги исполнува сите критериуми за кои разговаравме дома. И сега предпоставувам дека си насочена кон тоа да се избере соодветниот факултет каде ќе продолжиш својата музичка наобразба. Па се надевам дека од октомври, идниот октомври веќе кога обично почнуваат академските години, ќе зборуваме за твојот избор, каде ќе продолжиш. Не откриваме сега кои се плановите, затоа што е се уште рано. Родителите ти се музичари, твојата сестра исто така е насочена кон музиката. Колку ова помага и за тебе? Дали е полесно? Разговарате, предпоставувам, многу за музика дома. Може ли да ни споделиш? Дали ова беше можеби некој поттик, тоа што имаш родители кои што се во светот на музиката и ти да се насочиш толку сериозно да си посветена на ова? Да, родителите се мојата најголема поддршка. Тие се професори во овдешното музичко училиште, а исто така и сестра ми се занимава професионално со музиката, со пијаното и постигнува огромни резултати. Ова е особено олеснително, бидејќи дома разговараме постојано за композиции, за техники, откриваме нови трикови и заедно растеме четворицата. Има една мисла, не знам од кој е, вели, ако сакаш да стигнеш побрзо, оди сам. Но ако сакаш да стигнеш подалеку, одете заедно. Токму тоа го правиме ние со семејството. Така. А секогаш е полесно кога твојот тим е всушност твоите најблиски. Кога тимот не мора да го бараш наоколу, туку едноставно тие ти се дадени од Бог. Дали има нешто што спремаш во следниот период, како ќе ти бидат испланирани месеците, ќе има ли настапи, ќе има ли некои концерти кои што ќе може да ги види струмичката и пошироката публика? Во моментот сум посветена на училишните обврски, како и на подготовка за приемен испит за факултет, но работам и на следни проекти, на два нови проекти, кои нема сега да ги открием, за да биде поинтересно за публиката. А кога не си во светот на музиката,
Кога сакаш да се релаксираш, но да не свириш, што правиш? Кои се твоите пасии, да речеме, Не можам твоето да кажам хоби? кога не сум во светот на музиката. Музиката е дел од мене. Не најмногу ја сакам, но исто така сакам да читам, да пишувам, да се дружам со пријателите, да поминувам време со моите и така. Иванес, ти благодарам многу за разговорот. Се надевам дека ќе успееш да влезеш на факултетот на кој што најмногу сакаш и дека ќе имаме можност да зборуваме по овие следни проекти кои што ги подготвуваш, да ги најавиме пред се, а потоа и да зборуваме за импресиите од нивната реализација. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. И вам, почитувани гледачи, ви благодариме што го следевте интервјуото со нашата гостинка, младата пианистка Ивана Мазнекова.